أي قلب ضمه الصدق بشوق أي هم ينجلي عند الشروق أي حزن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين له ملك السماوات والأرض وما بينهما وما فيهن وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. Благодарноста му припаѓа на возвишениот Аллах Азза ва Џел и нека е салават и селам на неговиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллам, на неговата фамилија, на неговите асхаби и на сите оние кои ги следат во хаир и добро све до судниот ден. Во претходното дружење беше говор за зулум на фараонот и за теа како Аллах Азза ва Џелле ги почести на Бену Исраил со Муса алейхиссалам и како Аллах Азза ва Џелле ги избави од робството на фараонот. Денеска ќе стане збор за една друга благодет кон Бену Исраил и за еден друг вид на зулум, само сега не од страна на фараонот, туку од страна на самите Бену Исраил, кој зулум си го направија на самите себе си. Накратко, пред да влеземе во овие курански ајети, кога Аллах Азза ва Џелле го спаси на Муса алейхиссалату ва салам од фараонот и кога го преминаа морето, по некое време возвишениот Аллах Азза ва Џелле му нареди на Муса алейхиссалам да ојд во местото или во планината Тур и да имат средба во место каде што Аллах Азза ва Џелле ке му го објави Тевратот на Муса алейхиссалам. Тоа траеше 40 ночи или 40 дена. Само во овие денови, во овие 40 ночи, додека Муса алейхиссалам бил одсутен од Бену Исраил, тие почнее да обожавае други покрај Аллах Азза ва Џелле. Почнее да обожавае теле кое тие самите го изработае. И овој е тој зулум кој го направи Бену Исраил на самите себе си. Па Аллах Азза ва Џелле ни кажува дека ова е еден од најголемиот вид на зулум, а исто така ни кажува дека ги почести со друга работа, со тоа што му опрости откако тие се покаја ке возвишениот Аллах Азза ва Џелле. Па велите Аллах субханаху ва таала во 51-иот, 2-иот и 53-иот ајет од оваа возвишена сура, суратул Бакара: وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Велите Аллах Азза ва Џел: и кога одредивме средба со Муса 40 ночи, вие после неговото заминување, после отсутството на Муса алейхиссалам, зедовте теле да обожавате, обраќајќи му се на Бену Исраил, правејќи со тоа зулум и неправда. Потоа, ние ви простивме после тоа што го направивте, за да бидете благодарни. И кога на Муса ние книга му дадовме, тоа е Теврат, на теа место Ат-Тур. Книга која ја одликува вистината од невистината, за да бидете упатени. Велит Ибн Кефир, рахимахуллаху таала, возвишениот Аллах Азза ва Џелле во овие ајети вели: испомнувајте, о Бену Исраил, мојата благодет кон вас, тоа што ви простив кога го обожававте телето по заминувањето на Муса алейхиссалату ва салам на средбата со својот Господар, откако истече рокот на договорената средба која беше 40 ночи, која е спомната исто така во суратул А'раф, каде што Аллах Азза ва Џелле вели: وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. Велите Аллах Азза ва Џел: ние одредивме часот на средба со Муса да биде кога ќе се наполнат 30 ночи и ги дополнихме со уште 10.
Па времето кое го одреди Господарот негов се исполни за 40 ночи. Треба да чекат на ове место 40 ночи, па после Аллах Азза ва Джелле да му објавит на книгата Теврат. Спомнате дека овие 40 ночи биле цел месец Dhul Qa'da и 10 дена од Dhul Hijja. Теа спомнахме дека ова случка е токму после избавувањето од фараонот и нивното спасување од морето. Како што Аллах Азза ва Джелле вели во суратул Qasas: "Валакад атайна Муса алкитаба мин баъди ма ахлакна алқуруна алула басаира линнаси ва худан ва рахматан лааллахум јатадаккарун." Вели Аллах Азза ва Джелле: "И ние на Муса книга му дадовме. Откако древните народ ги уништивме, да им биде светло на луѓето и упатство и милост, и за да се присетат или да земат опомена од таа книга." Овие три курански ајати, браќи, има многу поуки. Од тие поуки е и мудроста на возвишениот Аллах Азза ва Джел во неговото одредување. Му одреди средба на Муса алейхиссалату вассалам од 40 ночи за да му објави Теврат, а Аллах Азза ва Джел е кадар и самочен да го објави во една ноќ или во еден момент. Но тоа е заради мудрост која знаат возвишениот Аллах Азза ва Джел. Значи, прво му одреди 30 ночи, а потоа ги надополни со уште 10 и така се наполнае 40 ночи или 40 дена. Од поуките на овие три ајати, исто така, браќа, е јасното покажување на големиот џехел и незноење кој го имаат Бену Исраил и нивниот инат и нивната малоумност. Возвишениот Аллах Азза ва Джелле вели: "Вие после неговото заминување, после заминувањето на Муса алейхиссалам, зедовте теле да обожавате." Па шо е теа теле? Какво е теа теле кој го обожавале Бену Исраил? Велет исламски учењаци дека тие позајмиле накид злато од семејствата на фараонот, од коптите. Па тој накид го потопиле и он не го направиле форма на теле. Баш цело теле комплет. Од тој накид кој го имале од фараонот. Потоа Самири, кој ќе дојде посебен говор во сура Таха, кој беше себеб за овија ширк, рекол, кога го направилове, рекол: "Хаза илахукум ва илаху Муса фенеси." Ове му рекол е вашиот Бог и Богот на Муса, но тој го заборај. Тие творде дека Муса после залутал од правиот пот, што го забораил неговиот Бог, валијазу билла. Замислите, живее со Муса алейхиссалам кој беше Аллахов пратеник. Знае дека е Аллахов пратеник. Муса алейхиссалам му донеса разни докази. Еден од најголемите теа што и спаси со Аллахова помош од фараонот. И на крај, само во негово отсуство 40 дена го направи најголемиот зулум на ова земја, му направи ширк и теа со теле кои самите го изработени. Со теле кое самите го направи од теа злато кое го зеде од коптите. Види кој зулум го прави овија народ. А вакви најчи, вакви малумни се до ден денешен и ќе остане до судниот ден, до последниот од ними. Како мојт самите да прават нешто и после теа да го обожаваат и да тврдат дека Муса алейхиссалату вассалам е во далалет. Па ако ове го тврделе за Муса кој бил пратеник и кој живеел со ними, па замислите колку му е лесно да зборува денеска за некого други. За човек кој е покорен Аллах Азза ва Джел, за верници кои го сакаат на Мухамед алейхиссалату вассалам, па нормално дека за ними ќе вели дека се во далалет и дека се во заблуда. Муса алейхиссалату вассалам, и не само ова случка, одма после како Аллах Джелешану испаси од морето, пред да го направи тоа со телето, поминале покреден народ кој обожавале идоли, кој обожавале кипои. Па му рекле на Муса алейхиссалам: "Идж'ал лана илахан кама лахум алиха." Направи ни нас Бог како што имаат и овие Бог. Овие кулминација на глупости, на инет и на џехел, на незноење.
Па Муса алейхиссалату вассалам рекол: "Иннекум қаумун теджхелун", вие сте на вистина народ кој се джахили, народ кој се незналици. И вистина кажа Муса алейхиссалату вассалам, тие се најголеми джахили. Од поуките, брат, чисто така на овие 3 курански ајети е големината на Аллаховата благост и хилм, едно неговите својства хилм, а те е дека не борзат со казнување. Колку греови му прават луѓево, колку ширкој му се правит, и пак не борзат со казнување све додека не му дојд нивниот рок. И ова е неговата милост и од неговата трпеливост субханаху ва таала. Од поуките на овој ајет е дека објавувањето на книгите од страна на возвишениот Аллах азза ва џел е најголемиот благодет за луѓево. Најголемиот благодет е теа што Аллах азза ва џел ни објави книга. А посебно ние имаме благодет што сме од последниот уммет на печатот на сите пратеници Мухаммед саллаллаху алейхи ве селем и нас ни објавена последната Аллахова книга Куранот, кој ќе остане до судниот ден. Никој од луѓево немој да го знаат кој е хакот на Аллах азза ва џел или кој е хакот на неговите створенија, освен преку овие Аллахови пратеници и преку овие Аллахови книги кои ги објави на неговите робови или на неговите пратеници. После овие зулум, рече, кој го направи Бену Исраил, побараја од Муса алейхиссалам дали има топрост за ове. Па Муса алейхиссалату вассалам по наредба од Аллах азза ва џел му кажа дека има топрост. Но начинот на нивниот опрост е многу тешки или беше многу тежок. Тежок према нивното дело. Покрај тие јасни докази со Муса алейхиссалату вассалам, тие пак му направи ширк на возвишениот Аллах азза ва џел и ове грозно и тешко дело. Затоа, за да дојде тие до покаяние, Аллах азза ва џел му постави тешки услов. Па велит Аллах азза ва џел во 54-тиот ајет: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Велит Аллах азза ва џел: и кога Муса му рече на народот свој: о народе мој. И ове добар едеп на Муса алейхиссалам кон неговиот народ и покрај теа што направиле ширк. Зошто? Ове еден начин на давет, да си благ према другите, зашто најголема цел на даведжија, на шејх и на роб Аллахов е да ја придобие другиве кон верата на возвишениот Аллах азза ва џел. Па му рекол: о народе мој, вие на вистина самите себе си направивте зулум со тоа што го зедовте телето за божество покрај Аллах азза ва џел. Затоа на Создателот свој покајте му се. Но на кој начин да му се покајат? Така што меѓусебно ќе се убивате. Шарт за да му биде приман нивното покаяние беше тие да се убиваат измеѓу себе. Тоа велит Аллах азза ва џел, тоа ви е подобро кај Создателот ваш, па тој, Аллах субханаху ва таала, откако се покајавте и ја извршија наредбата на Аллах азза ва џел, Аллах ви прости. Тој на вистина ги прима покајувањата и милостиве. Во овие курански ајет, бреча, го гледаме кој е описот за прифаќањето на поканието на Бену Исраил поради нивниот зулум и нивното обожавање на телето. И ове исто така ни укажува дека нема никакво оправдање за теа што го направиле. Кога на човека ќе му дојде јасен доказ од Куран и Суннет, јасно му е, нема никаков сомнеш, а после теа тој ќе сфортит горд, тој нема никакво оправдање пред возвишениот Аллах азза ва џел. Затоа Аллах џелешану ги опиша на Бену Исраил како зулумчари и неправедни, токму затоа што го зеле телето како божество покрај јасните докази кои имале од возвишениот Аллах азза ва џел. Велите Ибн Аббас радијаллаху ан: нивното покаяние беше тоа што секој од нив да го убие оној кого ќе го сретне, било татко, било син, да го убие со меч или ножеви, без да се обзира кого ќе убие во тој миг.
Па така се покаја оние чии гревови му беа скриени на Муса и Харун, а кој бил нивниот број голем, и кој Аллах Азза ва Джеле им ги откри. Тие си ги признаа гревовите, го направија она што им беше наредено, па Аллах Азза ва Джеле му прости и на убиецот и на убиениот. И овие е во еден подол хадис кој иншалла ќе дојде, спомнавме во сурату Таха подробно. Велит исто така во друго место Ибн Аббас ради Аллаху ан. Муса алейхиссалам им наредил на својот народ по наредба нивниот господар да се убијат меѓусебно. Па тие што го обожаваат телето седна и се подготвија за овја настан. Се подготвија да баре опрос од Аллах Азза ва Джеле на овја начин. А тие што не се поклонуваа на телето, стана, ги зедоа своите сабји во своите раце, потоа ги обви силна темнина. Било темница и почна да се убиваат едни со други. Пазите, овде се убивале две групи. И тие што го обожавале, а исто така група која не го обожавала на телето, но биле казнети со теа да се убиваат измеѓу себе. Зошто? Ќе го спомниме малку покасно. Па велит кога темнината се кренала, лежеле убиени околу 70.000 од Бену Исраил. Околу 70.000. Секој што беше убиен, му беше примано неговото покаяние и секој што остана жив, исто така му беше примано неговото покаяние. Велит Ибн Џурейџ и Муџахид рахимахуллах, тие станае едни против други, со ножеви и почнаа да се убиваат меѓусебно, без да штеде ни близок, ни далечен, се додека Муса алейхиссалам не замавна со својата облека за да ги запре, па тие ги фрлија она што го држаа во нивните раце. Тогаш се откри дека 70.000 бе убиени, па Аллах Азза ва Джеле му објави на Муса алейхиссалам: доста е, јас сум задоволен и го примав нивното покаяние. Велит Катада рахимахуллаху таала, во овие моменти, додека тие се убиваа измеѓу себе, Муса алейхиссалату вассалам беше со една група од неговите асхаби, кои не биле во овие кои се казнати, а нивната бројка била мала. Па велит Муса алейхиссалату вассалам ги подигнал неговите раце и нон-стоп му чинел дова на возвишениот Аллах Азза ва Джел. До таа мера што дошло да му ослабет неговите раце и почнал да ги спушта. Па неговите асхаби му помогнале, му ги задржале неговите раце и му рекле: о Аллахов пратенику, моли се за нас. Моли се за овие, за Аллах Азза ва Джеле да му опрости. Така продолжи нивната состојба, се додека Аллах Азза ва Джеле не им го прифати поканието, па тие ги тргнале раците едни од други и го фрлија нивното оружје. Муса алейхиссалам и неговиот народ се нажалија заради големиот број на убиени од Бену Исраил. Па тогаш Аллах Азза ва Джеле, возвишениот и силниот, му објавија на Муса алейхиссалам и му рекол: о Муса, зошто тагуваш? Оние што беа убиени, зашто ти искрено се покаја кај Аллах Азза ва Джеле, оние што беа убиени, тие се живи кај мене и се снабдуваат, значи умреле како? Како шехиди. Умреле како шехиди, имаат награда како шехиди, па тие сега уживаат кај мене. И тие што стане живи, ними му го прифатив нивното покаяние, па поради тоа се израдувале Муса алейхиссалату вассалам и Бену Исраил. Но овде браќа гледаме и на голема друга благодет, а те е благодет што му е дадена на умметот на Мухаммед салаллаху алейхи васелем. Колку и да направи човек на ова дуња, од овија уммет, од ширк или куфр, или дела големи, лоши или мали, покајанието е многу полесно за разлика од претходните народи. А те е покајание со уста, да бараш опрост од Аллах Азза ва Джеле, да бараш опрост и со своето срце и да се торни само тој греф. И ова е посебна благодет која е дадена на умметот на Мухаммед салаллаху алейхи васелем. Да спомниме што се однеси до она група која се убиваше измеѓу себе, ама која не го обожавала на телето. Зошто тие беа казнети? Тие беа казнети, браќа, затоа што не испречвеле кога тие го обожавале на Бену на телето. Знаете дека кога Муса алейхиссалам отиде на средба со Аллах Азза ва Джел да му објави Тевратот, Муса алейхиссалам кога го остај за
за халифа? Неговиот брат Харун алейхиссалам. Па Харун алейхиссалам, додека бил, тие почнале да обожаваат теле, но дали Харун алейхиссалам се торнал насрана? Не, ги повиквал и упозорвал од теја што го направиле, но имала голема група на луѓе кои се торнале насрана. И не ја опоменвеле и покрај теја што имале можност. И ова опасноста, кога гледаме зулум околу нас, кога гледаме кај што се коршат граници на Аллах Азза ва Джел и имаме способност или да го спречиме, или во најмала рока да го негирвиме и да ја упозорвиме другите. Но ако и теја не го правиме, тогаш, како што е дојдено во многу други хадиси, тогаш вели Мухамед салаллаху алейхи ва салем, очеквите Аллахова казна, кој ќе ја опфати на сите и добрите и лошите. Затоа, браќа, должни сме да бараме опрост ке возвишениот Аллах Азза ва Джел и колку што имаме снага да спречвиме од оне што се коршат во Аллаховите граници. Овие се некои, или ова случка која спомнаме денеска, кои имат исто така многу други поуки, па го моля на возвишениот Аллах Азза ва Джел да ни уцврсти на неговата вера, да иземе поуките од оваа случка. Го молиме на Аллах Азза ва Джел да ни уцврсти на неговата вера, на Кур'ан и Суннет и да ни усмрти на теја. И го моля на Аллах Азза ва Джел да ни седини во Дженнетул Фирдаус заедно со пратениците, искрените, шехидите и со сите добри луѓе. Амин. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.